Културно-уметничкото друштво Панче Пешев викендов учествуваше на 47-то издание на меѓународниот фестивал на народни инструменти и песни Пеце Атанасовски, што се одржа 2 вечери на Камената бина во центарот на Прилеп и на Рудина кај Долнени. Околу 320 учесници од сите делови на земјава, меѓу нив и Кумановското друштво Панче Пешев со својата изворна група преку своите изведби и програмски точки укажаа на негувањето и чувањето на богатиот изворен мелоз во Македонија. Всушност и целта на фестивалот е да го негува, да го зачува и да го пренесува на помладите генерации богатиот изворен фолклор. Пеце Атанасовски бил македонски играорец и инструменталист, кој се смета за најпознат македонски гајдаџија и еден од најплодните собирачи на македонски народни песни и ора. Продолжува традицијата. Со ова гледаме дека не може да не спречи ништо. Ние како љубители и луѓе кои го негуваме, го презентираме, го изучуваме и го пренесуваме културното богатство на нашата држава, не може да не спречи ништо да продолжиме да го прикажеме и на овој фестивал. Ова е наш прво настап во текот на оваа година и сметам дека нашето културно-уметничко друштво, изворната пејачка група и оркестарот од изворни народни инструменти успешно настапи и го презентираше пред се Кумановската песма, Кумановското оро, каде што учествуваа на овој фестивал некаде околу 19 точки имаше и во недела се одржуваше на Рудина, а ние настапивме на сцената, камената сцена во центарот на Прилеп. Фестивалот ќе ги награди најдобрите изведувачи, а најголеми награди се Гран При за најдобри изведувачи во целина и за најдобриот гајдаџија, гајдата на Пеце, што ја доделува општина Долнени. Кут Панче Пешев веќе е добитник на спомнатите награди на претходните фестивали. Ние 2019 настапивме исто така со одредени точки од изворен фолклор и го освоивме Гран При на овој фестивал. 2020 година тоа беше единствен наш наступ во Прилеп, исто во центарот на Прилеп. Освоивме статуетка на Пеце Атанасовски. Ова година ќе видиме, сега не знаеме, значи ние настапивме во петок а сабота е вториот ден на Рудина и веројатно ако има некоја награда, меѓутоа има и други друштва кои треба да се закитат со одредени активности. Ако добиеме, сигурно ќе не бидеме задоволни и од тој аспект. По успешниот настап на фестивалот во Прилеп, Панче Пешев веќе го подготвува и вториот меѓународен фолклорен фестивал Куманово, кој ќе се одржи од 20 до 22 август во Центарот за култура.